Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. I ovaj nastan na svetoto preobraženje Hristovo ne je slučajnost. Туку откровение на новата стварност, на единствената нова реалност, на богочовечката ипостас Христова. Потполно она иста реалност која што се случи при воплотувањето во утробата на Пресвета Богородица. И не се преобразува Христос денес, велат трезвеноумните оци на црквата, сведоците на таворската светлина, учесниците во таворската светлина, проповедниците на таворската светлина, на несоздадената светлина Божија, туку велат дека апостолите се преобразиле и го видоа она што Адам сакаше да го види, но беше измамен и падна. Беше искушен со она што ние денес го гледаме и го сведочиме. Гледаме човек кој што во исто време и Бог. Гледаме обожена човечка природа. И на Адам не му беше кажано, на нашите прародители, не им беше понудено нешто што им е туѓо, нешто што не може да го разберат, туку нешто за што беа создадени. Јадете и ќе бидете богови. Богови по благодат. Но на што Адам не можеше да го оствари, заради тоа што го избра непослушанието и бунтот, го остварува новиот Адам, Христос, преку послушание кон Бога и Отецот, послушание до самата смрт и тоа смрт на крст. Крстот не можете да го одвоите од ниту еден блескав и светол миг во домостриот Христов, како што се преображението и воскресението. Крстот се проникнува. И затоа реалноста на црквата е секогаш парадоксална. Ние никогаш не зборуваме за воскресение без смрт и без крст. Ние никогаш не зборуваме за радост без благодатна тага на покаянието и без благодатно сеќавање на смртта. Или светите оци како што велат, дај крв, прими дух. Светиот Дух Божи доаѓа после напорот на искачувањето кон Таворската гора. После напорот и подвигот да се остави овој свет. Оти видете 2000 години, драги браќи и сестри, ништо не се менува. Особено не антагонизмот помеѓу црквата и овој свет. Не сакаме ние да поматуваме ничија радост. Барем не на оние кои што му се радуваат на овој свет и за кои што овој свет е се. И се држат со канџи и со ногти до последен миг за овој свет. Ние знаеме дека овој свет има смисла единствено во заедница со Бог. Надвор од него ништо нема вечна перспектива. Затоа честопати на литургијата гледате ѓаконот вели самите себе еден со друг и сиот наш живот на Христа Бога да му го предадеме. Заради тоа што единствено нему предавајќи му. Се што имаме, се што сакаме, се што љубиме, вклучително и овој свет. Црквата го љуби овој свет. Еве, ќе се надоврзам на нешто што ми го задржа вниманието, што високопреосветениот владика Јован вчера на вечерната го кажа, ние не можеме да ја видиме несоздадената светлина на преображението само заради тоа што за нас критериум постанала темнината на светлината на сонцето.
материјалната светлина. А гледате кога Христос се преобразил, исчезнала светлината на ова материјално сонце, онака како што ќе исчезне повторно еднаш за секогаш во славниот ден негов, на второто и негово доаѓање. Заради тоа што немаме потреба од друго сонце, не бараме друго сонце, не бараме друга светлина. Тоа е нашето сонце. И светата литургија, видите, архитектонскиот израз на црквата ни ја сведочи таа реалност. Видите ги овие мали џамови кои што ги имаме. Заради тоа што критериум за светлина на црквата е трисолнечната светлина на триипостасниот Бог наш. Не темнината на светлината на сонцето, како што рече владиката. Заради тоа што се што светли во овој свет е само сурогат на вистинската, на ипостасната светлина. И затоа, драги браќи и сестри, сето ова го кажав како увод, како вовед. Ние мораме да исчекориме. Ние мораме да го направиме тој подвиг на одрекување од овој свет. И така да пројавиме подготвеност и исчекување на оној кој што ќе дојде и кој што доаѓа на секоја света литургија. Всушност, токму тоа и го направиле апостолите, кои што не останале во подножието, прилепени за земјата, туку тргнале по Христос. Затоа Христос мора да остане и треба да остане наш избор. Знаете, она мора, кога вела мора, апсолутно не исклучуваме слободата на изборот. Но вела мора заради тоа што ако избереме нешто друго, а не Христос, крајот ќе му биде пропаст, трулеш и смрт. Драги браќи и сестри, празникот на преображението Христово е празникот на обожението. Празникот, а тоа е, всушност, во тоа се состои она како што и го почнав моето обраќање. Неизглаголивата љубов на Бога и Отецот, кој што го испреќа својот единороден син, кој благоволи да стане човек само за да можеме ние да станеме богови. И што вели Бог и Отецот? Ова е мојот возлюбен син, кој што е по мојата волја. Него послушајте го, него следете го, на него вподобете се. Тоа е единствената можност за паднатиот човек да стане син Божи по благодат, заради тоа што единствено во Христос ние стекнавме посиновување. Светлината на преображението ни осветлува што ќе се случува и на страшниот суд, драги браќи и сестри. На страшниот суд еден владика вели: Бог нема да стави терезија и да ги мери нашите добри, нашите лоши дела. Туку ќе бара во нас да види макар и најмала сличност со својот единороден син. И нашата сличност, нашето подобување со Христос, нашето христовување, ако сакате, е нашето спасение. Затоа за нас Христос е критериум. Затоа ние немаме друг избор, не разуме, не секој друг избор да се остане во подножието на планината, да не се тргне по Христос на Тавор, да не се тргне по Христос на Голгота, да не се тргне по Христос и со Христос кога е гонет, а ќе биде гонет до крајот на вековите. И нека не ве заглушува и нека не ве демотивира подсмевот на овој свет, кој што во тоа да се следи Христос и да се биде сличнен на Христос гледа примитивизам, гледа излишност. Ништо ние не очекуваме.
I možeme da go vidime, dragi braći i sestri, ono što je sinoće na Parimijite čitavme, Mojsej ne možeše da go vidi. Mojsej treperi i se krije, se stutkuva vo puknatinata na Karpata. I Bog so svoja ta ogromna ljubav go štiti da ne bide izgoren od oginot na božestvo to. I velikoga ke pominam, ke možeš da me vidiš od zad grb. A vidite go denes Mojsej, ona što se plašeše i trepereše da go vidi, denes smelo go gleda. Zaradi to što Karpata je Hristos. Karpata je crkvata, njegovo to bogočovečko telo, vo koje što ne samo nije dadeno da go vidime, toku da učestvujeme, da se pričislime, da staneme jedno so njego. Hristovo to preobraženje je naše preobraženje i ne treba ništa drugo da pravimo. Treba samo da posakamo. Sve napravi Hristos. Treba samo da je ostavime zemljata, da gi ostavime grevovite strastiti, da trgneme po njegu. Ništa ne treba da napravime, dragi braći i sestri. Samo treba da go izbereme Hristos. Sve je napraveno zaradi nas. I ostavite gi tije luge to vela, tako saka Bog, samo da se spasam i taka natamu. Nema tuka dilemi. Jaz ne sakam smrta na grešniku, tuku sakam da se vrati i da bude živ. Da li ti sakaš da se spasiš, je vprašanje. Zato Hristovi od život mora da stane naš život. Držite se za Hristos i evo sova završujem so zborovite na Sveti Justin Kelijski. Sve za Hristos, dajte sve za Hristos, ostavite sve za Hristos, a Hristos za ništa na ovoj svetu. Samo taka, ki ostavime belek i vo vreme to je vo istorijata i samo taka ono što sme go odživeli i sme go živele vo vreme to je vo istorijata, ki ima odek vo večnosti. I ne samo što ki ima odek, tuku ki je oplemeni večnosta i ki ostane vo večnosta zaradi to što je gradeno vo zajednice so Hristos. Bog da ve blagoslovi i realnost na preobraženje to, da je oprisutni vo seći život i nikoj da ne ostane nadvor od ova sušta svetlina vo temninata na materijalnata svetlina, na sonce to koje što ke završi, ki ima kraj, a nije ostanuvame vo svetlinata na Boga i Otecat, Bogočovek od Hristos, koja što nikogaš nema da zgasne i koja osvetluva se koja i prosvetluva se koja bogoljubiva duša vo večni vekovi. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.